Најдобриот ученик од Беровската деветолетка Дедуљо Малешевски ке заплови во водите на медицината. Катерина Пеловска денеска е прогласена за првенец на генерацијата, а незината желба е таа да учи медицина во Штипското средно медицинско училиште. Чувството е наиво, нешто што навистина никогаш не можеш да го заборавиш. Не беше тешко бидејќи кога го имаш волја, се може да се постигне. Можам да кажам дека еден од неомилените предмети ми беше биологија. Кога се учи не е тешко, велат и незините соученички кои основното образование го завршија со континуиран одличен успех, а денеска ги зедоа свидетелствата за завршено основно образование. Како и секоја школска година и оваа година, нашата последна, имаше своите тешкоти, но сепак сето тоа го надминавме и сега сме среќни што завршивме со континуиран успех. Треба наставниците добро предаваа, да биде јасно за децата. Сите се дружевме, гледавме да имаме повеќе доживувања заедно. Многу ќе ни фалат и дружба и деца, бидејќи сега секој оди на разни страни. За наставниците оваа генерација е една од поуспешните. Овие вредни ученици освојувале општински и државни награди, што ги прави посебно горди. Сите успеси, сите резултати кои ги постигнаа учениците се должи на макотрпната работа на наставниците и со право ќе кажам една мисла за сите наставници, дека добриот наставник е како свеќа, се троши сами од себе за да го осветли патот на ученикот. Основното образование во ова училиште во Берово, заедно со подрачните училишта, требаше да го завршат 94 ученици, но двајца ученици заминале со своите родители во Германија. Дел од завршените 92 деветоделенци ќе останат да учат во Беровската гимназија, но дел по училиштата низ земјава. Од септември во ученичките клупи во оваа деветолетка за прв пат ќе седнат и 92 првачиња.